Горан Теменугов, јас за него можам само да речам дека е еден од најдобрите, ако не најдобриот економски новинар во Македонија. Теменугов, добро утро. Добро утро. 1 април, снегот надвор, економски мерки донесени, повели праша. Не знам дали го слушаше во моментов министерот Манчевски. Да. Што е она што Теменугов ќе остане на голем товар на државата, односно ако ги земеш да ги анализираш сите овие донесени мерки се добри, се половично добри или можеа да бидат многу подобри, и што е она што треба да не очекува како економска криза, а што побрзо тоа си го признаеме, толку подобро ќе се справиме ментално со она што ќе не очекува? Значи, многу прашања. Значи, прво, за да се оценат мерките, многу е тешко. Зашто е многу тешко? Затоа што никој не знае што не чека и докаде се ова ќе се развива, и за прв пат се судира светот со вакво нешто. Значи, немаме воено разорунување, каде што за да се обнови земјата треба кредити да се взимаат, па се гради инфраструктура и се обновува и после генерално оди нагоре, се подобрува животот. Овде немаме разорунување, значи, али имаме потполно застанување на економијата, на движењето. Значи, затоа е многу тешко да се даде одговор што не чека. Добро е што има мерки. Дали се добри или лоши, навистина не можам да кажам дали се добри или лоши. Мислам дека не може никој да каже. Секој има свој агол на гледање во оваа приказна и секој ќе рече ќе биде незадоволен бидејќи не добил толку што очекувал. Но генерално добро е што имаме мерки. Било какви, но добро е што имаме мерки. Сега можеме да одиме со анализа дали можеше повеќе да се даде. Да, секогаш може, но јас ќе се осврнам на неколку елементи во целава приказна што мене лично ми пречат. Први, не создаваме мислење дека кризава ќе треба сите сериозно да ја платиме и дека плаќањето ќе почне од најбогатите. Гледаме министерот Дамјан Манчевски не размислуваат да ги оданочат најбогатите. Јас не зборам фирмите да ги даночат со нови давачки, туку јас, например, размислувам зошто не им го земат профитот. Значи, они се оданочени минатата година со 10% добивка, значи 90% им останала во джебот. Значи, државата земала само 10% и се останато си го ставаат во джеб. Тоа се тешки милиони евра. Значи, да, можат со уредба тоа да го направат, да речат се извинуваме фирми, имате добивки, ние сега малце ќе ви ги земеме, малце повеќе ќе ги земеме и ќе ги ставиме во буџетот и ќе ги трошиме за да се справиме со кризата. Зошто треба први најбогатите да платат, односно ние што имат големи профити од минатата година, затоа што таму се парите, ги имаат они парите. Да не се лажеме дека граѓаните нема да ја платат цената, значи не е само со отпуштањата во овој момент што се случуваат, едноставно ќе ја платиме цената и после кризата, кога и да заврши, значи да очекува ќе треба да бидеме свесни дека буџетот ќе треба да се полни и понатаму, а тоа ќе може со нови давачки, односно најверојатно со еден данок кој што секој ден го плаќаме, тоа е данокот на додадена вредност, така што ја реално очекувам дека после кризата, кога и да заврши, ќе мораме ние да го платиме цехот како граѓани, значи со повисоки даноци. Така што генерално треба да правиме слика дека ова многу ќе чини, на вистина многу ќе чини, и гледам дека приватниот сектор сериозно е нервозен заради тоа што не се намали платата во јавната администрација. Значи, јас во првите коментари кога ги предложи Заев, лидерот на СДСМ, мерките за кратење на платите во јавната администрација, без против таквото нивелирани сите да добијат 14.500 денари плата. Зошто? Бидејќи некој седи дома во јавната администрација да зима 14.500 денари, а некој што се отепува на работа во јавната администрација во овие кризни времиња да оди на работа и да зима 14.500 денари. Па не иде баш така и не е праведно и не е добро така да се изедначуваат луѓето. Требаше да се воведе скалесто и требаше сега да се направи тоа, да се покаже дека администрацијата не е исклучена од плаќањето на цехот
на оваа криза. За да збориме со бројки. Еве, на пример, ЗАЕФ предложи сите 14.500 денари да зимат, тоа во пари ќе значи некаде 40% намалување на платите во јавната администрација, или во бројки, ако земеме груби се овие пресметки, треба малку попрецизно, морам да признам, но грубо ако земеме, тоа се некаде околу 180 милиона евра помалку на годишно ниво, зборувам, значи на годишно ниво намалување на платите во јавната администрација. Значи, ако се намала 40%. Тука се генерално парите од кај што може да се црпне малце за да се даде во другите сектори што треба да се помогнат. Значи, тоа е на прва што се вика моето размислување за овие мерки. Теменугов, имам уште едно прашање во ова твоја анализа. Деновиве гледам дека луѓето се бават со кредитите, односно ставот на банките за одложено плаќање на кредитите. Тоа значи само одложено плаќање, не значи ниту скратување на камата која што потоа ќе биде пресметана и ќе биде дополнително наплатена кога ќе веројатно економската криза до септември нема да биде прекината, луѓето допрва ќе го почестуваат тој товар. Каква мерка е и каква солидарност е таа од страна на банките во услови на ваква криза? Веројатно си многу повеќе запознаен. Вака, значи, тоа е прашање што сите немачи, значи огромен дел од нас имаат кредити. Значи 6 месеци одложување е добра мерка. Да, може би ќе се продолжи, значи да се рачистиме. Ако продолжи кризава и после септември, значи од 1 октомври натаму, банките ќе излезат веројатно и со други мерки ќе ја продолжат. Но сега се води прашањето дали треба во овие 6 месеци да плаќаме камата или не треба да плаќаме камата. Јас мислам дека не треба да плаќаме камата, иако има и друга логика. Банките се во право, треба да ги одржуваат своето работење, треба да имаат континуиран прилив на средства. Значи исто така, ако се намали нема камати на кредитите, нема да има камати и на депозитите. Да рачистиме, се што ние збориме за банките, парите на банките, што ги имаат се нашите пари, на граѓаните и на фирмите. Тоа не се виртуелни пари, туку тие се реални. Значи, ако нема камати во овие 6 месеци на кредитите, нема да има камати ни на депозитите. Бидејќи, знаете, поврзано е тоа. Банката зима од нас, ги штеди, ни дава за тоа одредена камата и по повисока камата ги пласира во кредити за стопанство и за граѓани. Тоа е поврзано, значи треба тоа исто така да го знаеме. Но јас сметам дека банките имаат сериозен простор заради нивните огромни добивки, кои што се мислам дека лани 113 милиона евра, дека имаат сериозен простор да не наплаќаат 6 месеци камата и после тоа да си продолжи нормалното плаќање. Значи, што значи тоа нормалното плаќање? Замрзнување значи да не плаќаме камати и главница 6 месеци и после тоа си продолжува во наредниот период колку што ни остануваат доспеани обврски да си ги плаќаме редовно. Според мое лично мислење, постои можност банките да излезат вакаво пресвет, тоа не го направија. Владата коментира различни ставови има, но мислам дека малце и се плаши владата да влезе во поотворено во битка со банките и да им наложи да не се плаќаат камати во овој период, но ќе видиме како ќе се одвива. Мислам дека веќе реакциите кај граѓаните се сериозни околу ова прашање и мислам дека можно е и реално е да очекуваме дека може и нешто ќе се промени. Па да, храбри одлуки се неопходни, намака се познаваат юнаците. Теменугов, ти благодарам што одвои време за утрински брифинг, ти благодарам на ова кратка, но многу исцрпна анализа. Ке ги следиме случувањата со економските мерки, бидејќи овие се само прва и втора фаза од мерките. Ке има веројатно поместувања и во овој дел, со оглед на тоа што секојдневно се вртат различни информации за каква е состојбата во буџетот, меѓутоа да, во даден момент некој ќе треба и ќе да излезе и да го каже она што е најтешко да им се соопшти на јавноста. Теменугов, ти благодарам уште еднаш.